Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 615-то издание и веќе 11 години соработувам со Српското здружение на граѓани на фанови на научна фантастика Sci-Fi, кои ја издаваат балканската антологија на научно-фантастични хорори и фентези раскази, кон кои имам огромно почит и ја поддржувам нивната иницијатива да го вадат идеалот за една нова, малте футуристичка Југославија, врз основа се разбира на жанровската љубов која имаме сите автори кои учествуваме во овие антологии, и јас се обидувам секоја година да одвојам барем по некоја емисија на Дансе Макабре пред се за збирките раскази, да ги презентирам и да ги анализирам во рамките на нив, како што ќе биде случајот и денес, и се извинувам доколку не сум можел навремено да ги рецензирам со оглед на мојот френетичен, хаотичен и напорен планер на емисијата, во која предност давам на домашните уметници, неправедно занемарувајќи го мојот труд и трудот на моите галактички пријатели, односно љубовители на жанровската литература, па оваа епизода ќе се обидам да обрнам внимание на 8-то издание на антологијата, посветено исклучиво на ликот и делото на магот Дејвид Бови. И баш поради тоа, која е тематска одредница се разбира на оваа збирка, ќе слушаме музика исклучиво од албуми од Дејвид Бови, меѓутоа албуми кои се издадени во месецот јуни. Конкретно албуми кои се реализирани во овој месец, и затоа започнавме со композиции кои се наоѓаат на The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, за оглед на тоа што овој албум издаден на 16 јуни 1972 година, од него можевме да слушнеме Moon Age, Daydream и Starman, а во продолжение ќе се навратиме на првиот студиски албум на Дејвид Бови, односно истоимениот негов албум, кој е издание работено од 67 година, односно издаден на 1 јуни 67, од кој ќе имаме можност да ја слушнеме Uncle Arthur и Rubber Band, и потоа ќе преминеме на Live Santa Monica 72, односно концертно издание од страна на Дејвид Бови, кој што исто така е издадено во јуни. Од него ќе ја слушнеме неговата итерација на Waiting for the Man. Така што во продолжение слушаме композиции од Белиот Витес, и потоа ќе се вратам во етер, односно Белиот Војвода, се извинувам, и ќе се вратам во етер да ви говорам за што точно содржи балканската антологија која што ја направивме во чест на човекот кој е сестрана инспирација за сите нас. А Дансе Макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херојани политичарите и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната уметност до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва имаме закажано полноќен тан со смртта по 615 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. 8-то издание на балканската научно-фантастична хорор и фентези антологија содржи 25 раскази, интервјуа, биографија, дури има стрип, Регија Фантастика 8 и што уште не. Односно тематски засновани на појавата која ја знаеме како Дејвид Бови, што значи задачата беше да напишеме уметничка творба која ќе се заснова врз неговиот живот, неговата музика, неговите филмски појавувања, измислени персони. Едноставно неговиот племенит живот беше широко поле на инспирација за да напишеме наши дела кои се темелат на уделот кој ни го оставил во животот самиот Дејвид Бови. Така што антологијата започна со Мајар Том од Светислав Филиповиќ, односно во него космонаутот Мајар Том полетува со леталото Европа за да оди на Јупитер, каде е пронајдена вода, меѓутоа замрзната, ама сепак е вода, каде има опис на трошоци за мисија и потреба да се земе со иман повраќањето на земјата, со тоа што за време на неговото пилотирање, односно летање, следува судир со небесно тело,
при што настанува оштета на леталото и веќе сте ја слушнале Space Oddity, знаете што следува, а за потребата на расказот еден нов вселенски екипаж наоѓа мумифициран астронаут во нивните истрашувања. Така што ова беше соодветен вовет со препознатлив мотив за ликот на Дейвид Боуи кој се базира на Space Oddity. Alphaville 2 на Марко Ванчовиќ е расказ во кој што работи како продолжение на авантурите на Леми Кошен. Овој пат се пресретнуваме со него кога во болница ќе ја добие задачата да го сотре платениот убиец Колин Морис, кој во експозицијата неговиот шеф кажува дека бил опасен со нож, дури мајорот Том го навлекол на дрога од протеински таблети кој го ставил на лечење, се враќа по случајот претходно кој беше опатен во Алфавил. Еден со Наташа и Алфа 60 во самиот Алфавил, каде се пресретнува во новиот расказ со Морис, односно со убиецот во бар, а нафрлени се и неколку топоними од кариерата на Боуи да одговараат на овој hard-boiled шпионски крими фазон, како што е тајната служба Black Star или да се биде херој на еден ден. Така што има доста референции од музиката, меѓутоа секундарен план ми е Боуи зад соочувањето помеѓу Леми и Колин, нафрлени се овие топоними, можело и да го нема воопшто, и нив да ги нема, и сепак да биде продолжение само за Леми и за Колин, повеќе е зачин отколку што е главно јадење, тука Дейвид Боуи. Еден од моите најомилени раскази ми беше Господар милосрдне смрти од Билјана Космо Гина, во кој што новинарка прави интервју со Месија, односно со богот човекот Лусијан, кој го спасил светот со практикување на светата тајна ефтаназија по војните и пандемиите од 2123 година, каде има разговор со човек во превез и холограм кој забранил слушање на Боуи, односно избришал албуми од интернет, од Еутанет, како и да се нарекува во иднината, па дозволува во неговиот полпансион доброволните луѓе да умрат затоа што го слушале Боуи на пример 3 дена пред нивната смрт и добиле волја за живот, така што го лимитира слушањето на Боуи и тоа би било, се разбира, лошо за бизнисот, односно продава екзотична милосрдна смрт како излез од стресниот живот. Ама за тој пиар се крие една грозоморна злобна намера, која иако е предвидлива, сепак е одлична, прекрасна свежина во антологијата представува овој расказ со пристапи и примена пред се на Боуи и градење на ликови и нивниот сооднос, што за мене представува едно одлично решение. Одлазак мршавог белог војвода од Тихомир Јовановиќ е следен, односно настанува жанровски премин во овој расказ преку халуцинацијата која ја доживува белиот војвода на рокерот, која е буквализирана од авторот и прави скок во простор и епоха по завршувањето на концертот на Звездата и негово осамнување, каде го лансира во витештвото, во една крчма каде му свират трубадури, а како патник во оваа доба се соочува и со тропите кои се соодветни за неа, односно со принцезата и джелатите на инквизицијата и нивните закони на кои што им прети, со религиозни наличја помеѓу се разбира, и еден уникатен спој на две конвенции токму поради називот на вечниот талкач низ различното доба. Quick Squeak Op Црц Прц е насловот на расказот на Илија Бакиќ, кој што е еден комичен приказ на пајаците од Марс, кои очигледно дека мразат и марсовци, со кои се во постојана преписка, меѓутоа најмногу го мразат Зиги Стардаст и пајаците од Марс. Со оглед на тоа што марсовците ја третираат земјата како фарма или како шпајс, а луѓето се за нив прихрана. Пајаците од Марс имаат стратегија како да направат инвазија и да го спречат Зиги да ја шири неговата музика, и први проблесоци имаме на хумор на неразбирлив марсовски јазик, што го алудира и самиот наслов на овој расказ. Прегладнеле е расказ на Стеван Сарчевиќ, односно еден убав и заводлив расказ, кој и нема кој знае колку сродно со музиката на Боуи, но има со Хангар, односно со филмот во кој што се појавува. Именно низ прво лице се опишува симнувањето на гробишта и влегувањето на забава во замак. Во прашање е дарк метал забава. Тоа сега како музички термин е многу апликабилно во расказот, но е генерички назив за готрок, гот метал и индастријал. Забава на која
обиколен е од допири и убави жени, од кои сите сакаме да бидеме заведени, како на тие забави, како од филмот Blade, например, и како и секоја забава, така и оваа доаѓа до својот крај, на кој се робува на нешто поголемо од дотогашното постоење. Ми се допадна описите на забавата, иако можеше да биде покрвав овој расказ, секогаш може да биде покрваво и позаводливо, по цена и да се прескокна границите, нели, на достоинството. Red Shoes for Dancing Blues е расказ на Тамара Бергер, односно расипан е дезинтеграторот на Зое и Дейвид Зиги Стардаст и се однесува на нивните црвени чорапи кои што не се во функција и едно предупредување во домот добиваат од двајца полицајци да си го сервисираат нивниот дезинтегратор, како што се нарекува, и добива Девид покана за галактичка војна да учествува во неа, која не го тангира и навести дознаваме дека употребил тој негова супер моќ за да ја реши војната. Кратка вињета за авантурите на Зоја и Девид, која си бара дополнително доградување на светот околу нив и супермоќите, затоа што е деловено впечатлив микросвет пред секој што е задржан во него. А Fame од Саша Шебелиќ се извинуваме, расказ со убави решенија на формално рамниште, ама за мене апсолутно нестимулативни на содржинско. Во прашање се мноштво ликови како Јосип, Јосеф, Симеон, Амелио и бројни војници на Наполеоновиот одред, австро-унгарци, меѓу кои што постои еден едикт, имаме сеќавања кои што се под поглавието онда, а тековните се под сада. Што е одлично решение, ама нафрлување војници кои ништо не ми значат и немање осет за нивно доближување не е по мој мерак, иако се има историска метафикција своји фанови, се разбира. Земја нула на Нената Шакота е расказ за сомнабулни привиденија на Дейвид Бо. 12 годишно момче кој најпрво се симнува на последната постојка пред полето со Ченка, а во наредните средби во меѓусветовите посетен е од предвесник на еднината на напредните земји, со тоа што подарен му е клучот за отворање на порталот помеѓу постоењата, така што има доста скокови низ детската имагинација и предупредувањата за крајот на светот, што сега гледам зашто следниот расказ во некаква си аналогна жичка на подредувањето се наоѓа по него, односно следен е мојот расказ Црна звезда. Како контрапункт на детето Дейвид Бој, јас одлучив да пишувам за последните денови од животот на Дейвид Бој, односно во исчекување на промоцијата на албумот Black Star, додека си поставува екзистенцијални прашања на себе си дали го одживеел животот со полна пареја или има сомнежи, на што посетен е од девојка која му личи на Деби Хари од неизината младост и од неговата кога се запознал, се разбира, од времето кога тие се дружеле, која ќе му даде и одговори, но и дополнителни прашања пред да го напушти овој свет. Неблагодарно е да го рецензирам понатаму расказот, само сакав да ставам акцент на самотијата, која ја замислив дека би го пленела уникатниот неприпаѓач помеѓу луѓето, кој пред судниот час разработувам во диалошка форма двоумења на протагонистот и неговите одлуки да не прави турнеи и да работи со џез музичари. Се фатив да пишувам на последните мигови затоа што бев под силни импресии на албумското ремек дело Black Star и сакав да му се одолжам на мој поетичен начин за убавината која ми ја приредува неговата музика, пред да отпатува во некоја си друга галаксија од каде што и потекнува. Човек кој е пао на земја е расказ на Милан Симиќ, расказ посветен на навраќањето на откривањето на рок-н-рол од детството, наспроти првата средба со пациентот од соба број 2 во санаториумот, кој се нарекувал Мајор Том, кој го квалификувал и како шизофрен, и како преземач на туѓи болести, особено кога е пронајден во крв, додека говори дека го убил Зиги, кој свирал гитара, за да исчезне во 1985 година и сличноста со тој господин З се пронајден на шареното око кое е идентично со пациентот и со музичарот Зиги. Добро конструирана хронологија на едно лудило кое зазема и убива личности во себе, еден солиден готски расказ малтене, и за преполувањето на оваа книга го издвојувам и Гост из космоса на Тања Гавриловиќ,
расказ по кој во 60-тите години на минатиот век праќале радиосигнали кон планетата Епсилон, мислејќи дека има жив свет таму. 20 години подоцна се враќа пораката со доаѓањето на вселенскиот брод, а од него излегува Зиги, се разбира дека е придружен на земја од американската армија и на испрашувањето и соочувањето со научниците. Согледува дека се служиме ние со инфериорни уреди, а неговата раја од Сигна е толку напредна што комуницира телепатски, а тој е само еден андроид кој добатувал туга и започнал кариера сакајќи да биде рок ѕвезда. Доста питом расказ е една средба со воземјанин кој убаво ни кажува колку сме назад технолошки, а и хумано, со тоа што ми фали можеби пограндиозен епилог кој што би ставил еден позначителен крај на оваа творба. Ќе слушаме тука поголем музички блок од магот Дейвид Бови, односно ќе слушнеме композиција на албумот Live Санта Моника од 72 година, од кој што веќе начнавме со една творба. Ќе продолжиме со Life on Mars, која што се наоѓа на овој албум, и потоа ќе се вратиме на студиските остварувања, односно Hidden, уште еден албум кој е издаден во јуни, конкретно 10 јуни 2002, е овој албум кој е продуциран од Тони Висконти. Од овој албум ги издвоив Cactus I've Been Waiting For You, за потоа да преминеме повторно на еден жив албум, односно концептуалниот Glass Spider, поточно концептуалниот филм кој е прераснат во албум во живо, од кој ќе имаме можност да слушнеме повеќе композиции, односно ќе слушнеме препознатливи пред се за самиот Дейвид Бови, Heroes, China Girl, Rebel и Let's Dance, и ќе се вратиме повторно на The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars, од кој што секако дека не смее да се испушти насловната Ziggy Stardust, и ако имаме време ќе слушнеме и Suffragette City. Така што продолжуваме со преслушување на творбите од албумите на Дейвид Бови издадени во јуни, а потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за преостанатата половина од Регија Фантастика 8, посветена на Дейвид Бови. Уживајте. Во 615-тото издание на Дансе Макабре, главниот фокус е посветен на антологијата Регија Фантастика, 8-то издание, издадено на Сдруженијето на љубители на научната фантастика, sci-fi, кое што е посветено на животот и делото на Дейвид Бови, односно раскази кои се иницирани токму од случувањата кои го тангираат пред се Белиот војвода, со тоа што со преполувањето на книгата доаѓаме до И реч беше од Давида на Аднадин Јашаревиќ, кој што е расказ кој е тирада за Девид, кој се крие од светот и соочување на Бог кој е направен по негова мерка, со стравични прикази на уништувачки светови. Действието е непостојачко, приказите се нафрлени во еден уништувачки прогон со стиховите на Стармен помеѓу, така што има религиозна стигма и пренесување на словото, но нема некоја си структура за паметење овој расказ, барем не за мене. Зјездани човек е расказ на Динко Османчевиќ. Продолжуваме за Стармен, кој настапува во Бања Лука, односно се запознаваме и со Зјездани Драгана во хотел. Напишал самиот тој роман со паралела за ликот со Стардаст, односно живот на успешна ѕвезда кој завршува по хотели, влегуваме in medias res во неговото постоење. Потоа следува Од души и музици на Радован Петровиќ, во кој има навраќање кон домот детството и пред се откривањето на плочите на Боуви, кои што се кријат своји духови и какво значење има тие за авторското јас во овој расказ и кои се тие музички тајни кои кријат неговите плочи. Предолг ламентирачки расказ е ова за мене, растргнат низ спомени за музиката која што ја твореше Боуви. Таласи Антеја е расказ на Лазар Вуковиќ, во кој се запознаваме со протагонистот додека се буди од мамурлак и оди на кафе со Весна. Разговараат за Антеја, односно тоа е кавер бенд кој што обработува композиции на Боуви со андрогина пејачка и се напоменува пишување на веб магазинот Хели Чери.
Апропо Хеличери, кој до ден денес постои, може да пронајдете и рецензија за 10-тиот број на моето хорор списание Кошмар, пишувано многу одамна, но да не дивергирам, во расказот настанува средба за интервју со пејачката Аурора, откако настапува со кавер бендот, со понекоја авторска песна помеѓу, како Transcend Road, кога се пробудува Милица во еден друг свет во кој што Аурора се манифестира како моземјанка, која дава нова волја за творење на Милица откако ќе излезе од трансцендентирањето. Една продуховена средба има со вонземското битие преку концерт репортерката која се препородува. Едно доста солидно и уникатно остварување е овој расказ на Лазар. Човек кој е пао на Марс е расказ на Горан Ќурчич, во кој одисејата на мајорот Томо до Марс се разработена, кој ќе сгрешал правец на насочувањето на неговото летање со болдирани називи од песните на Боуи имаме во самиот текст, соочувајќи се со облаци и со пајаци кои што абсорбираат метал пред да слета. Има убава игра со насловите кои се преистакнати во овој расказ. Мајор Том земјско контроли е расказ на Миле Костов, уште еден македонски представник имаме во антологијата, наш амбасадор за пилотирањето на мајорот Том насреде војна со атилијанските противници, каде што премногу силно се потпира на Space Oddity и E626, што е делумно неинвентивно совраќањето на самата земја, но соодветно е херој да биде предавник во епилогот. Мислам дека го вади значенски овој расказ, кој нема да биде согласен со водечкото политичко убедување кога ќе ја каже неговата индивидуална визија која што пркоси на владењето и одеднаш херојот нема да биде повеќе херој, туку ќе биде предавник за властите, што е едно одлично решение на Миле во овој расказ кој што не започна баш ветувачки, но заврши затоа на доста уникатен начин. As the World Falls Down е расказ на Петра Рапачич, расказ за доктор Джеред и неговите експерименти во лабораторијата, каде го клонира девиот дечко, кој му забранува да оди во подрумот за да не ја дознае вистината за неговиот настанок. Се разбира дека ќе се сивне таму кај што му е забрането за да спознае кој е и што е. Всушност ова е краток, условно кажано, зипуван расказ каде се поигрува со сите тие експериментирања кои што се прават врз едно битие за да си држи, се разбира, под контрола и да се изведуваат сите сакани задолженија за него. Никола Тесла, To David Bowie е расказ на Тања Јочик Стаматовиќ, расказ за една дочекана виза, венчален прстен за теа и снимање на филм на Кристофер Нолан, односно со оглед на тоа што ќе ви напоменам кој све глуми во тој филм, мислам дека ќе погодите за што станува збор, односно тука го имаме Кристијан Бейл, Майкл Кейн, Хју Джекман и Тесла, кој го глуми, се разбира, Дейвид Боуи, кој работи на неговиот телепортер. Убави филмски кулуари се разработуваат во ова дело, иако ги нема Скарлет и Ребека, ама не може сите да ги има во ова итерација, белетристичка итерација на филмот Престиж. Ирис е расказ на Алма Зорниќ, односно започнува со откритие дека луѓе живееле на тркалезната земја, денес која што не постои, затоа што е населена Ирис, например, 3 пати поголема планета од која раководи расата именувано како сукуленти, каде се опишуваат флуиди, вампироли, харпи, што уште не, како и вселенскиот брод Зиги, со постојани компарации со животот кој се одвил пред 1000 години на Земјата и авантурите на капетан Роберт Джонс и Ирис, односно поголем простор има за градење на светот отколку на действието во овој расказ.
Потоа Максимилијан Џонс, односно расказ на Нешо Поповиќ, насловот алудира на прогласувањето на новиот предводник кој треба да го води народот во Сириус, односно Бови се напоменува како мотиватор кој има свој споменик. Исклучиво подаништвото кон стариот, односно новиот предводник, тоест лидер. Коначни преображај е расказ на Наташа Милиќ, предводен од Анко, односно волонтер во карантин и затвореник кој е метаморф, односно тоа е лик кој презема туѓ изглед, со тоа што сметам дека во оваа антологија писателките имаат стварно интригантни ликови, се посветуваат на дескрипција и светоградење, потфрлаат во резолвирањето и епилогот, но се многу поинтересни од машките писатели кои живеат во некаков си вечен стадиум на детство, кои опишуваат пресметки на флоти и се замислуваат команданти со акцент што ставаат на пресметки со леталата возени од мајор Том, така што едно прилично интригантно освежување е да се погледне како Девид Бови всушност влијаел врз писателките и што е тоа што од неговата андрогиност ги инспирирала нив. Така што можам да забележам дека писателките во оваа антологија пишуваат навнатре, што многу ми се допадна во антологијата и ја донесе едно многу поразлично видување кое што би го очекувале како во минатото што беше намален нивниот број да биде задржано само на машките автори, така што се едно интригантно, можеби не се согласувам со сите нив и нивните раскази, конкретно не со нивните епилози, меѓутоа дефинитивно се интригантно видување на ликот и делото на Девид Бови, кое што можеби ние мажите не би можеле на тој начин да го восприемаме, се разбира Девид за сите тука. Регистар ванземајских појава е расказ на Ранко Рајковиќ, расказ за посетата на музеј во кој се чуваат делата на Бенкси или неговите имитатори, тоа се уште не се знае, каде има фактографски записи на мисијата на Еквилибрисмус и преземањето на ликовите на Енди Ворхол и Девид Бови, односно реконструкција на едно хипотетичко минато кое служи како артефакт во самата поставка. И да не го заборавиме тука расказот Сведок са темне стране, кој го ги завршува белетристичките потфати, односно во прашање е расказ на Иван Шокиќ, односно Симон и Анастасија Стармен бараат да се направи откуп на нивната ќерка, затоа и одат кај Џонс да им помогне против киднаперите. Насреде вештачки интелигенции, пајаци роботи, катани, проектот Лазар, односно мега соочување со мегакорпорација, значи ова што се научно-фантастични чинители кои што може да ги препознаете. И тука во самата истрага се дознава за постоењето на култот на Старменови, односно на рачателите, дека нивната ќерка е всушност продукт, дека таа не постои, а всушност е врзана во сеопштото битие како што е незиниот брат, значи во прашање се и некроботи, односно детективска приказна малтене, која што влегуваме во еден неонуар и завршува со една молба на ликвидирање на уредот, односно завршува во една хардкор научна фантастика, така што исто така еден од по-впечатливите раскази барем за мене со оваа транзиција која што се прави, така што имаше неколку раскази каде се скокаше од еден жанр во друг, а при тоа да се задржи сепак некаква ознака, односно некаква назнака за сето тоа што е Девид Бови. Односно, јас повеќе ги преферирав од оваа антологија расказите кои што се врзани директно со него, односно раскази кои го тангираат него како некаков си протагонист во каква и да е извитоперена верзија, затоа што се друго би ми делувало како некаков си своевиден зачин, кој би бил повеќе само колку да се стави на знаката, односно топонимот, кој се врзува дали со негова композиција, дали се врзува со составен дел од неговото филмско творештво, односно појавување на филм, што сепак би засенило намерата и целта да се пишува и да се твори за големиот музички маг. Сепак тука не завршува оваа антологија, напротив, дури може да пронајдете едно интервју, конкретно правено е со
Брајан Расич, кој е официјален фотограф не само на Дейвид Бови, туку на Rolling Stones, на Дейвид Гилмор и на Amy Winehouse, така што и тој има да за споделување во ова негово интервју, конкретно за соработката која е имал со Дейвид Бови и соочувањето пред се со овие музички ветерани за кои што ова радио надолго и на широко ја промовирало нивната музика. Секако, секое издание на посветено на тематскиот избор, кое го содржи регија фантастика, не би било комплетирано доколку не би имало биографија на мотивот кој што се разработува, односно во дадената ситуација е биографијата на Боуви, која што ја приредува Светислав Филиповиќ, која што гласи Дейвид Бови, Камелеон Попа или Ванземајац. Така што тоа е едно интригантно читање на сите тие податоци кои Светислав смета дека се значајни за напоменување од оваа негова богата кариера со 26 студиски албуми и уште многу филмски појавувања. И концертни настапи, се разбира. Завршува изданието со еден краток црно-бел стрип со една пресметка во него, така што тоа е можеби еден скок надвор од рамките на книжевноста, меѓутоа допира и до деветата уметност, допира до овој начин на кој што и претходно во регија фантастика сме можеле да читаме, например, не само раскази, туку сме можеле да читаме и поезија и сме можеле и да гледаме исто така и црно-бели стрипови кои што се застапени, односно работени од страна на балканските, ајде да ги наречеме, поранешно југословенски стрип автори кои што се составен дел исто така од ова издание. Првите жанровски раскази, ако не се лажам, мене лично ми се напишани околу 2007 година. Значи, пишувам хор раскази повеќе од 18 години, издадени во првата збирка раскази на Морбидизам и се од 2013 година. Значи, досега само еднаш мој расказ се има најдено во македонска збирка на раскази, додека пак уште во 2014 мој расказ се најде во издание со тврд повест во Србија од страна на ова здружение на љубители на научна фантастика и до ден денес има десетина мои раскази преведени на српски јазик, застапени во балканските антологии како представник на Македонија, кои не го објавуваат во сопствената држава во домашните антологии, вешто и често ме избегнуваат. Зошто е тоа така, ќе си ги запрашате издавачите, а додека го чекате нивниот одговор, што нема да го добиете, јас ќе продолжам да правам емисии за изданијата на Сдруженијето на граѓаните фанови на научна фантастика sci-fi, кои го препознаваат квалитетот во мојот пишан збор и не се жанрофоби, напротив, тие го промовираат жанровскиот расказ, затоа што многу добро знаат дека е повредено сите останати видови на раскази, затоа што продира подлабоко и е поискрен, затоа што и содржи сите желби, пориви, стремежи и имагинација на авторите. За самиот крај на емисијата се разбира дека ќе завршиме со Дейвид Бови, меѓутоа ќе слушнеме најпрвин Space Oddity, една од најобработуваните композиции во расказите на ова издание. Ќе слушнеме во верзијата на Санта Моника од 1972 и во чест ќе си земам право на мојот расказ и на неколку други раскази каде што беше Black Star именувано како назив кој што дали е во некаква тајна организација, дали е некаква флота, сепак беше присутна оваа црна звезда и во другите раскази, што искрено бидам сметав и дека повеќе можеби ќе има за Black Star и дека ќе се занемари мојот расказ помеѓу нив, заради тоа што сепак јас не знам што ќе напишат другите и за кого ќе пишуваат. И многу ме радуваше што од друга страна па повеќе се фокусира на препознатливите и оставија на можеби помладите писатели да се фатиме за Black Star, така што исто имената композиција од овој албум ќе ја слушнеме за самиот крај на емисијата. Јас сум Зlatko Ѓеревски и го затварам 615-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои ги кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, обрнете внимание на уметничките квалитети и не бидете книжевни снобови и жанрофоби клети. Чао!